Драстичен пораст на бројот на канцерогени случаи регистрира гинеколошкото одделение при Општата болница во Кочани. Тоа е аларм за подигање на јавната свест кај женската популација за редовни превентивни прегледи. Од јануари до септември годинава во евиденцијата се забележани 9 случаи на канцер, главно на грлото на матката, при што еден случај е сериозен и неоперабилен. Практично секој месец се евидентира по еден случај со канцерогени симптоми, а најчесто пациентките на лекарски преглед доаѓаат откако ќе забележат здравствени промени. Ако продолжи ваквиот тренд, до крајот на годината ќе има зголемување на бројот на пациентки за 3 пати во споредба со лани. Специјалистот Илчо Атанасовски истакна дека пациентките се од различни генерации, најчесто околу 50 годишна возраст, но има и помлади. Поради тоа упатува апел за навремено и редовно јавување на преглед заради заштита од евентуални несакани последици. Во нашата болница има прекрасни услови за работа. Заедно со новата директорка правиме напори за подигнување на квалитетот на здравствената заштита. Иначе во оваа болница не се само водат раѓањата, него имаме некаде околу 2000 прегледи до сега. Имаме нов ехоапарат 4D, ехоапарат што го имат и во посовремените болници и имаме прекрасни услови. Имаме некаде околу 180 хоспитализации и пациентите сега се задоволни. Од минатата година постои можност преку интернет платформата e-zdravstvo.mk да се направи електронска регистрација за ПАП тест на секоја жена која ќе изрази интерес, како придонес во борбата против ракот на грлото на матката. Со пополнување на електронската форма, пациентката се регистрира за тестирање директно во системот Мој термин. Матичниот гинеколог директно добива информација за извршената регистрација без дополнително јавување или информирање од страна на пациентката. Според евиденцијата на здравствените установи, секоја година во државата се регистрираат по 150 нови случаи со рак на грлото на матката, а има по околу 50 смртни случаи годишно како последица од ова заболување.